Поздрав до сите слушатели на ЕСИ радио. Вие сте со емисијата Шах се Лјуби Шаховски. Јас денес имам многу пријатно друштво, тоа се шампионите на Македонија до 18 години, значи најголемата конкуренција меѓу јуниорите, но што е многу специфично, шампионите наши се брат и сестра, при тоа и близнаци. Тоа се Леа и Матео Ефтовски, голем поздрав до нив, ги помнам Леа и Матео кога беа сосема мали, близу до спроти технолошкиот факултет и на улица Дорце Николов, шаховскиот клуб, Гамбита Секосе, имаше шаховска школа, но имаше простори каде што се одвиваше таа. И Леа и Матео беа сосема мали кога почнаа да го посетуваат, да ја посетуваат таа шаховска школа под водство на интернационалните мајстори Орце Данчевски и Марија Митков. И тука нам ги стекнаа своите први шаховски знања, првите чекори, практично се запознаа малку подобро. Па дори со него да почнем да го спомнеме затоа што еден ден вика бесто сакате ли да играме на партија така како може да играме. Јас обично не играм партија освен турниски и играм нешто ми позицијава тоа што треба, ето да ќе го излешам таму, ќе го излешам, но ништо на крај изгубив уште и не ми беше јасно како можам да загубам некој кој што не игра шах. А всушност Саша беше и шаховски се, образован и се, само што просто човекот не се препревара. Сега века се препреварила и гледам на овој викенд дори настрој да е панчевски. Но да се вратиме сега на вас. Помина доста години од тогаш, да речем сега сте матуранти, нали? Да. Што тука направивте и 18 години, станавте полнолетни, утре можете да гласате. Добро, како беше понатаму развојот? Значи почнавте тука, учевте, знам дека ви интересираше. Многу е важно кај децата да стекнат интерес за шах. Значи, ако тие ги заинтересира играта, навистина, ќе научат. Значи, ќе научат, ќе се трудат. Најважно е да ги заинтересира и да ја засакаат играта. Затоа што е познато, колку повеќе се игра шах и повеќе знаеш, толку поинтересно ти играта. Играта е за среќа безгранична и се учи цел шах. Леа, тебе како ти беше потешко, баце, ти девојче единствено во семејството, тебе гледа прво да те па така ли? Па да. Како што кажавте, првата љубов со шахот ја почнавме во Гамбит со интернационалниот мајстор Орце Данчевски. Матео прво сакаше, мислам, го зема во школата и потоа јас продолжив заедно со него. Таму одевме повеќе деца, бевме во група со мајсторите и те да кажам, почнавме понад превари, подржавни првенства и некако така со играње ни се разви љубовта и си продолживме до ден денес да си го негуваме шахот. Да си го негувате шахот и после веќе почнаа и успесите да доаѓаат, нели кога поднаучите подобро и така, ја баш велам имате добар шаховски развој. Сега не знам како е, затоа што како растеш шаховски, така треба и повеќе да работиш, практично нели индивидуалната работа е исто многу важна. Вие се дома некош заедно ли работите, како имате ли време? Па понекогаш кога имаме слободно време и си играме вака шах, пошто Таа конкуренцијата помеѓу нас многу не мотивира кога играме меѓу себе, се победуваме се и така. Па да, тоа е одлично, мислам секогаш да имаш она, нели... Исто и со тато, нели, кога ќе биде и он слободен, така си играме блиц парти некогаш. Да. Сега, он се уште игра најсилен дома или... Па, мислам дека му го превземав местото. Го превземав местото, да? Ја верувам дека и он е задоволен со тоа, сега чекаме и Леа да го помине, нели? Да, малку на... Иако он е наистина тврд, значи стварно игра и здрава и се. Добро, по сега некако мислам дека помалку играте колку што треба. Има впечаток дека... Па да, не... На што се должи тоа? Па, веројатно бидејќи школата ни е на прво место, приоритет. Така е. Место шахот и затоа повеќе се концентрираме на врските во школа отколку до шахот. Да, секако треба време да се најде за шахот, затоа што навистина треба многу посветеност. Па нема кога ќе седнеш да нешто работиш на шах, тоа ако не поработиш саат и пол, два најмалку ти тоа не може. Толку брзо врз времето нема ништо да помниш, ништо нема да добиеш. А сега вие сте матуранти, баш тоа е она, нели... Како е сега, каде учите? Па, ние учиме во гимназијата Јорги Димитров, јас сум на математички смер и Леа некој јазичен смер.
Да, не учиме во ист клас. Не учиме во ист клас, да, се поделивме. А инаку ја не знам, сите мислам дека шахистите дека се многу добри математичари, логичари и така натаму, но исто е можеби малку би на одбијата кои што не играат шах и вака, да си љубители на шахот, не знаат дека добрите шахисти се одлични јазичари, дека тие зборуваат многу светски јазици, многу лесно учат јазици и дека шахот многу помага и за учење на странски јазици. Леја може би да потврди тука, да се согласи. Но добро, значи Иако ли е јазичен смер, она подобро од мене математика иде на надпреварија, тој смер, а јас повртнем малку повеќе ги сакам јазиците. Како ли е тоа система? Така, ама вие сте практично универзални, се едно. Ова учите, она знаете, тоа е одлично што. И како после што планирате да студирате? Па уште немаме нешто конкретно одлука, ќе имаме што малце време, па ќе се одлучиме ќе видиме. Добро, ево, имате доста простор пред вас, гимназија, па се можете, да. и тоа. Добро, јас ве гледав на првенство на Македонија, вие играте на истиот турнир, затоа што Леја играше со момчињата, ама беше најдобра во својата конкуренција, ти си беше прв до 18 години во тешката категорија, во најтешката категорија. Потоа што се случува, имаше ли некој настап ваш? После тој турнир... Скопје Опен, Да, турнирот Скопје Опен во Александар Палас, на најрапид турнирот изигравме. И потоа на Европското хибридно првенство, што се одржуваше онлайн. Тоа со пласманот се пласиравме од државното и успеавме учество да обезбедиме на тоа европско. Да, но тоа европско сепак не е на вистинското според мене, затоа што тоа е хибридна игра. Да, така е малку онлайн, па има повеќе магање. Да, беше компрометирана со тоа дека имаше некој нелогичен резултат, едноставно дека беше доверена на самите федерации, таа организација и таа наречена проверка, односно заштита, ама не беа сите честни. Не беа честни и затоа до некаде значи не. Но сепак нели мислам дека кај девојчињата тоа не беше толку изразено, па беше малку пореална, ама кај момчињата имаше некој наистина она што не даде добар впечаток и што уште еднаш покажа дека е незаменливо играњето кога е на табла баш живо. За жал со ковидов тоа го немаше, иначе нели тие европски и светски првенства се одлични и денес младите имаат наистина шанса, доволно шанси да го покажат своето знаење. Добро, сега сте матуранти, концентрирани сте на учењето, на завршите се па после да видите каде. А шахот си е нели љубов и забава, а и дел од животот е значаен, што ќе биде за цел живот практично. Шах човек игра дека е здрав, дека сака да се развива. Добро, денеска ќе погледаме по една ваша партија што ни подготвивте да видиме дел од вашето творештво. Нели Издвоивме две партии од последниот турнир од Европското хибридно првенство. Една на Матео, една моја, што мислам дека се едни од подобрите. Па добро, сигурно. Поинтересните и нашата публика да се запознае, да речам, одблиску, директно како вие играте шака. Јас знам дека вие негувате убав позиционен стил, значи, што исто така е за младите играчи, не е толку лесно, значи, позиционно да сватиш играта како, зашто не е секако што треба и тоа е квалитет и на двајцата, мене ми се допаѓа. Но да отидеме и на самата табла да видиме таму што ќе ни покажете, што ќе ни представите, што ќе ни прокоментирате. Може. Ова е мојата партија против женскиот фиден мајстор од Шпанија, Ребека Именес Фернандес, која што имав добиена позиција, но меѓутоа не успеав да ја реализирам. Направив еден мал превид. Јас сум со бели фигури, таа е со црни. E4, C5, скокач C3, скокач C6, F4. Ова се нарекува Гран При, што го играме со бели фигури. Таа одигра G6, скокач F3, ловец на G7, развојни потези. Ловец C4, сега се одлучив со ловецот да не го ставам на B5, да го ставам на C4.
E6, планот тука за црниот таа сака да одигра E6 D5 како најдобар начин против Гран Прито според мене. Јас продолжив D3, таа скокачот G на E7, рокада, дама на E1. Како најкарактеристичен, да кажем, потез во ваквите позиции. Таа бутна D5, ловец на B3, скокач на D4. Сега тука се размислував дали да го земам скокачот на D4, се одлучив да го земам. Таа зема CD4, што е подобро отколку да земам ловец на D4, мислам дека. Сега скокач на E2, D4, D4. Таа одигра B6, сака да остави ловецот на B7 да си го доврши развојот, што ја останува, можеби да стави топот да го стави на C8. Ловец на C4. Мислам дека друга опција за белиот тука беше да одиграм дама на F2, за да се фокусирам на тој пионот на D4. Но мислам дека ловец C4 сакав да одиграм ловец на D3, за да го ставам ловецот таму. Таа продолжи ловец на B7, јас скокач на G3, ако можеше и ловец на D3 да одиграм. Топ на C8, бидејќи сега топ на C8 некако со темпо пак ќе мора да го поместам ловецот. Ловец на D3, F5. Наспротивно ти веројатно F5 ки беше. Да, тоа беше единствено, мислам дека. Добро. Ловец на D2, сега за овој потез не сум толку сигурна, бидејќи сега мислам дека треба да одигра тука H5, H4, мислам има како потез. Таа одигра A5. Добро, ловец D2 изгледа природно, сакаш ловец D4 и таму да си ги поврзаш редовите, се изгледа во ред. Да, дама на E2, иако можеби подобро беше дамата да ставам на F2. Сакав топо да го донесам топо на D1, иако можеби топовите треба да седат на D и на E линија. Таа изигра дама на D6. Не ми изгледа дека си играла доста добро. Дама на D6, топода на E1. Да. Сакаше е. Да, скокач на C6, EF5, EF5. Дама на E6, топ на E6. Топ одев на E8. Се тука многу размислов дали да го земам топот на E8 или да одиграм топ одев на E1. Иако можеби Или требаш... ловец C4. Не сум сигурен. Да, ловец C4 мислав. Дали е тоа некој темпо или не. Ловец C4, свидеа топ F1. Може би, не знам. Да. Не, изгледа дека си нешто подобра тука. Мене така на прв поглед ми изгледа, не сум сигурен, ама... Добро, ти како се реши? Да, топ одев на E1 одиграв. Таа крал F8, крал F2. Сега веќе зема. Топ E6, топ E6. И сега таа одигра топ E8. Сега го земав топот. Топ E8, крал E8 и одиграв A3, иако мислам дека не е баш некој добар потез позицијата, бидејќи сега белиот треба да одигра скокач на E2, G3 и C3 според мене. А таа секако ќе го носи коњот скокач 7, скокач D5, некако така. Одиграв A3, таа скокач 7, ја скокач 2. Скокач D5, C3. Сега мислам дека попрецизно е да одиграм Не, тука. јас би играл против D4 пешекот, не би го менувал за пешекот C. Да. Мислам дека Што би попрецизно можело да G3. видам? Најпрво да одиграм, Прво после да видам. G3, а Да. потоа може би, значи тој кој има објект за напад на D4, тој ловец треба да се одигра на пример B4 и таму да се расчисти малку ситуација, може би и B5, понатаму и ловецот да дојде на B2. И да се обидеме тој D4 пешек да го изедеме, а не да го менуваме. Така ја имав пешекот. Значи G3, да, прво за да го... Иако G3 во овој лик може би и не мора, ти може веднаш B4, да речеме AB4, па тој пешек ќе дојде на B5. И ловецот да се префрли преку C1 на B2. Тоа е нешто прво вака
Дали тоа се ќе се успе или не знам, ама во секој случај белиот тука има на што да игра. Игра против B4 пешакот, а црниот не видам на што да игра, нема објект воопшто никаков за напад. И во таа смисла А3 е се окей тука, значи B4 полет, сакаш B4 само Да. во ред. А ти си решила да го смениш тој за тој? Да, C3. Да. D4, скокач C3. Ловец на D4, сега малце помалце незгодно, бидејќи сега морам со кралот на G3 Сега водам. црниот е поактивен, сега црниот Да. игра, да. Точно. Сега она направи тука еден мал превид, скокач на E3, бидејќи сега имам скокач на B5, на ловец на C5 имам B4, да земам фигура и А, па да. да ја добијам партијата. Меѓутоа, Не. јас одиграв скокач B5, но на ловец C5 не го видов потезот B4, Наједноставниот. наедноставно. Кога дошло најлесно, тука си се направила лапсус, да? Да, и земав ловец на E3, бидејќи мислев дека така ќе ја завршам исто партијата, А заради но кој D6, да? да, но не видов дека Тој кој нема да излезе после. тој кој нема да излезе, дека има Да. крал со 7 и дека ми го фаќа Да, коњот. да, нема да излезе тој. Ловец И Реми ќе C3, биде, да, ловец C3, скокач на D6, крал на D7, Да. скокач на B7 и крал на C7. Ловец А6, пробав да го зачувам тој коњ, иако мислам дека пак е ремено можеби коња 5 со Не, некој... тотално Реми тоа, да. Да, Тоа се скокач раздвоени на ловци, А6, да. ловец на C1, B4, AB4, AB4, ловец на D2. И одигравме уште неколку потези, но партијата заврши Реми. Да, да, затоа што коњот никош не може да излезе таму. Да. А сега ако одиграш и B5, па и двете фигури ќе бидат Да. за таму во ќош. И никој не може ништо да преземе. Добро. Во ред. Позициона игра, значи се изгледа нормално. Единствено ова што Да, не беше крајот. забелешката. Матео, ајде да видиме ти што ќе ни се представиш со која партија. Па ова е партија од Европското хибридно првенство. Играм со еден од Шкотска, Сангер Джейк, 1936 рейтинг. Тој отвори партијата со D4, ја одговорив со D5, C4, C6, словенска одбрана, конј F3, конј F6 и сега E3. Тука има многу потези, но јас секогаш, кога имам можност да оставам ловецот на F5, секогаш го играм. Ловец F5, конј C3, E6. И сега конј H4. Последно. Да, основно продолжение. Ловец е 4, практично го терам F3 да одигра. Тоа е и главна варијанта, има многу партии, но тој се одлучи да земе што ми изненади многу. Сега ова не е стандарден потез, бидејќи ми го става коњот во центарот или можам и да земам со пион, па тој коњ малце на H4 ќе му биде во аут. Јас се одлучив да Коњот е исто земам. многу опасно. Да, јас се одлучив да земам со коњ. Зашто Бидејќи- добиваш темпо и после B4, а иначе D4, Да. па коњот е опасен, да. Да. Коњ F3 назад и сега ловец на D6. Можеби коњ на D7 беше малку попрецизно, бидејќи на дама B3 имам топ B8, а сега на ловец D6 дама B3 ќе мора B6 да одиграм. Добро, па ти имаш опција и ловец B4, па ако сакаш да го земеш назад тој ловец, па Да, да се го мислев некаква дали ловец позиција, B4, против кој. меѓутоа сакав- Е, По-сложена позиција, претпоставувам. Да, сакав да одиграм позиција со F5, каде што во таа структура го немам ловецот на C8 што е лоша фигура, нели го вртат на D7 па Да. на E8 на H5. Да, 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 има логика. Да, ловец на D3, сега F5, таа структура. Рокада, конј D7 и сега B3. Така ловецот да го стави или на B2 или на можеби А4 ловец А3 да го смени тој ловец. Рокада и сега А4. Идејата му е ловец на А3 да одигра, да го смени тој ловец, затоа ја одиграв дама на E7. Не му дозволувам тоа. Сега ловец B2, зашто сака да контролира полето на E5, можеби стави коњ таму, па да одигра F3, го избра коњот. Сега топ F6, сакам да ги префрлам фигурите на кралева страна, сум таму поактивен, можеби топ F8, топ H6, па можеби G5, G4 и така. Тој коњ на E5 одигра и сега топ H6. Сега можеби тука притам дама на H4 веќе, па на H3 коњ F6 и таму сум подобар. И затоа тој одигра G3, не ми дозволува дама на H4.
Сега конј на F6. Сега идејата ми беше да земам во некој момент и да одиграм конј на G4, со што го напаѓам овој пион и малце му е незгодно да го брани, што ако одигра H4 може ми да земам. Ќе биде таму мат. Да, тој се одлучи да земе, се имаше интересна варијанта тука. Кога одигра одма F3, може би имав конј на G3 и на HG3 да земам. Да земеш на E5. Да земам на E5. Ловец E5, D5. D5 и сега конј H5. И малце му е незгодно тоа да го брани, бидејќи ако одигра дама на 1, имам пак конј на G3. И сега малце губи материјал зашто на топ F2 имам топ H1 и взимам материјал секако. Ако земе дама на G3 имам топ на G6 и дамата му е фаќа. Тој не изигра на F3, него туку ми зема на E5, На E4. на E4. Ловец E4. Сега јас одлучив да земам со конј. Може би требаше со F пиона да земам, малце фигурите ќе му бидат фатени. Ќе може да земам потоа на E5 па некоја слабост, но јас се одлучив да земам на E4 со конј. Сега F3 одигра, ми го брка конјот, конј G5 и сега H4. Конј на F7, F4. Практично сака да ја блокира играта на кралева страна, бидејќи таму сум појак. И сега се одлучив да земам тука со конј, бидејќи не ми беше јасно дали треба со ловец да го земам тој конј, бидејќи е блокирана ситуација и може би, но не видов када конјот Ја ќе мислам, дојде. мене што прво ми паѓа на памет, ловец B4 со идеја конј D6, конј E4. А потоа да се вратиш па да го земеш. Тоа е конјот ако успееш да го префрлиш, значи на ловец B4 може би ќе мора конј F7 да земе, спротивно конј D6 не се гледа како ќе парира. Нели може и C5 да игра, но ако затвори таму соседна, може би Да, мислев на ловец B4 има конј D3 и конј D3 има. да, Тогаш ловец C7 има ловец A3, значи не може. да, практично прети да земи ловец A3 може би. Да. Конј D3 има темпо. Да, конј D3 треба A5 да играш тогаш. Ама може би нема да стигнеш. Да, не ми беше баш јасно дали. Не беше јасно. Да. Затоа се одлучив да земам и сега мора да земе со D пион, пошто ако земе со F, малце ќе се ослабне на оваа страна. Па него му се белите полиња веќе слаби, сите пишаци му се Да. на црно. Така да ова може би и најбрзо и може би најточно. Конј е 5 во ред. Да, D е 5 и сега ловец C5, напаѓам пионот на E3, дама е 2 и сега топ G6. Јасно. Да, крал H2, топ G4. Сега сакам H6 G5 во некој момент, бидејќи он сигурно ќе пробува на дамината страна нешто да направи, бидејќи на дамината страна имам помалку фигури и практично ако не успеам да го нападам тука ќе останам со топ од 2 аут малку. Тој се одлучи да земе CD5, ED5, ловец C3. Може би сака B4, B5 во некој момент. Изиграв топ на E8 со идеја може би топ H4 и на GH4, дама H4, крал G1, некој топ E6 да имам. Може би не веднаш. Тој се одлучи ловец E1, практично не можам сега да земам, пошто брани со ловец. Дама F7 и сега B4 одигра. Да, ама неговата акција на дамското крило допринело треба и слабости да ти направи они на трени слабости по кралот, се типа били полиња си играш лесно, топ Е6 дама, Да, топ така, Е6 да. или H6 G5. Да. Така да твојата позиција е многу полесно за играње и многу поперспективна. Тој топ на G4 кога тогаш секогаш ќе има работа таму. H6 G5 има шу резерва секогаш, да. Да, и сега се одлучив ловец на E7, не го ставив на B6 бидејќи A5 малку ме. Не само играш. тоа, него некогаш ќе удриш на H4. Да, што? некогаш на H4 може и H6 G5 сакам. Да, јасно. Сега он B5 одигра. Сака да направи слабост на C6 или топ C1, да притиска малку. Меѓутоа ја изиграв ловец на D8. За да ослободиш поле E6 за топот. Да, за да ослободам поле E6 на топот и може би во некој момент ловец на B6 па да го притискам тој на E3. Тие потези кога се повеќе функционални секогаш се добри. Значи и на H4 гледаш, меѓутоа може и на B6, еластичност во играта Да. и можности многу. Тоа кажа за твојата позиција дека овдека според Да. мене е стратегиски добиена. Така е Да. ситуација. Тој одигра BC6, земав BC6 и одигра топ B1. Разбирали нели сака топ B8 можеби, Да. во некој момент. И сега одиграв многу интересен потек, што мислам дека за територија добив партијата.
Играв потез G5. Топа 4. Топа 4, ловец C3 и сега ловец B6. Да. Сакам топе Топа 4. да. Да, и сега топе 4. Одлично. Дама на F1, топ е 3. Топ F5, сега дама на D7. Прети ловецот, ловец на A1 и сега D4. Сега му го заклучите ловец. Да, сега ловецот не му го пуштам во игра, може би дама D5 сакам. Сигурно ще едно било подоста. Да. Топ на F6, дама на G4, дама на F4. И сега тука има мала комбинација, изиграв топ на E2. Да, крал на G1 и сега дама на H3. Прета мат на G2. Тој изигра дама на F3, спречува тоа, меѓутоа да, D3 откриен шах, мора топ B6 и сега топ E1, крал F2 и дама F1 мат. Се са музика на крај, Да. многу убаво. Чекај, на G4 немаше да бега? Крал на F2. А, на F2 крало, се извини. Не, обратно. Да, одлична победа. Одлична победа. Да, и така е за